Да, како што ви вети Александар, ќе имаме многу интересен разговор во продолжение и го бараме сето ваше внимание и на дамите и на господата, затоа што се работи за машкото здравје и затоа што знаеме дека жените или дамите или сопругите или мајките, како сакате, сестрите на крајот на криштата, многу повеќе знаат да се грижат за тоа машко здравје. Мажите дали поради стравот, дали поради некои други причини не се обраќаат навреме и не ги прават оние превентивни прегледи кои се неопходни, особено кога станува збор за канцерот на простата. Затоа, инспирирани од една убава иницијатива, која што е лично на директорот на Здравствениот дом Железничар, доктор Спасе Јанев, кој е наш драг гостин, овде сакаме да го свртиме вашето внимание за оваа проблематика и да бидете поажурни, а ќе имате и каде да се тестирате, и тоа бесплатно, се благодарение на оваа иницијатива. Спасе, добро утро и добро ни дојдовте. Најпрво добро утро до вас, до сите гледачи на Сител телевизија. Пред да почнеме со самиот разговор, да го честитам денешниот празник, Света Петка, на сите оние наши сограѓани кои го слават, и нека е само за здраве и зубо, за берикет. Така, благодариме за нека не е за многу години на сите. Ајде да почнеме со новембар, односно со важноста за навремено или превентивно правење на сите оние прегледи кои што го тргнуваат овој голем и водечки ризик, можеби кога станува збор за канцерите. Па вака, во нашето општество, како во другите земји, жените обрнуваат повеќе внимание на своето здравје, од женски аспект. Посетувајќи гинеколог, правејќи пап тестови, ехо на дојки, скринизи со мамограф, додека мажите малце тоа го правиме посрамежливо, или не го правиме, не обрнуваме внимание, или кога го правиме како чекај да прашам каде да се обратам. Така. Токму затоа, решивме уште ланската година да направиме нешто ново во здравствениот аспект за грижа на здравјето на мажите и да го поддржиме движењето Movember, кое е движење во светски рамки и овде во Македонија. Јас како раководител на Здравствениот дом Железничар во Скопје решив да го направиме тоа со бесплатни ПСА прегледи, лабораторски испитувања на простата специфичниот антиген на нашите сограѓани од машка популација. Тоа беше направено ланската година во текот на месец ноември и моето залагање е тоа да стане традиција, секоја година здравствена установа бесплатно да ги нуди тие услуги со цел да го подигнеме, да подигнеме само свеста на нашите сограѓани од машката популација. Така е. За подсетување, бидејќи ние бевме поддршката медиумска на оваа ваша иницијатива. Линковски бевме уклучени, и благодарам за тоа. Секој четврток во ноември беа спроведувани тие прегледи и сега не е лошо да ја слушнеме за целото искуство, односно како помина целата акција. Па вака, прво да кажеме дека Movember е движење, прво ќе се накратко мала историја за сето тоа, кое е стапено, формирано 2003 година, далечната во Австралија, Мелбурн, четворица другари, Тревис, Лук, Джастин и Скот, кои да го направат сето тоа на една нивна смешна идеја да почнат да пуштаат или да растат мустаки, каде што самиот Movember доаѓа со придавката MO, додавање на Movember, каде што мусе мусташ, со тоа што за секој што ќе пушти мустаки ќе треба да донира одредена сума која ќе се собери и ќе се даде за помош за испитувањата и третирањата на ракот на простата. Но тоа не е само во однос на канцерот на простата, туку и во борба со депресијата, кој оние мажи каде што ќе се диагностицира тоа, сепак знаеме паѓаат во одредена депресија, така да целосната борба со тоа. Ние се приклучивме на таа иницијатива, каде што морам да кажам дека оваа година во соработка и со директните представници на фондацијата Movember или на Gentleman's Right и Gentleman's Drive из светот, представниците за во Македонија Gentleman's Crew ќе бидат дел од самата организација во месец ноември. Така. Ланското искуство ни покажа дека параметрите на тој ПСА, специфичен простата антиген, се движат најчесто во
на нормала, но кај 27% од испитаниците беше над нормала. А тоа не значи дека имаме тука веднаш ние канцер на простата или рак на простата. Тоа значи дека може да некој бенигно воспаление, хиперплазија на простатата, но затоа велиме ние да направиме испитување преку тој ПСА нели тумор маркер. Ако имаме зголемени вредности, тогаш да ги проследиме нашите нели сограѓани или пациенти на понатамошно исследување, како што ќе се направи ехо на простата нели и ќе се посети соодветниот уролог. Така. Зашто само на тој начин ние можеме да превенираме, а секогаш велам подобро да превенираме отколку да лечиме. Тоа е подобро и за самата индивидуа машка, за траумите низ кои би поминало целото семејство. Зашто сето тоа да го ставиме тек така, ненадевно да дојде, кога може да се превенира и да се спречи, а воедно и самиот здравствен систем ќе го растеретиме од нели проблемите со канцерот на простата. Тоа е всушност целата ваша идеја на здравствениот дом нели Железничар да понесе дел од товарот нели кога станува збор за овие анализи, бидејќи тие се на товар на фондот, меѓутоа има проблем повторно нема. Знаете како многу од нашите граѓани поради X причини не може да го реализираат тоа, но токму затоа јас кажувам да бидеме пионери во нешто што е за добробит на нашите сограѓани. Така. Знаете како велат или биди оно што си, или работи го оно на што се постави. Да. Кога дојав како раководител и директор на здравствениот дом, можев да бидам директор. Јас одбрав да работам како директор за доброто на нашите сограѓани, вклучувајќи ги подобрување на условите во самиот здравствен дом, носење на нови кадри, подигнување на едно повисоко ниво, се со цел пружање на се подобра здравствена заштита на нашите луѓе. Ако некој секој месец одвојува одредени средства за јавното здравство, нели, да ја добие и соодветната здравствена услуга онака како што треба. Токму затоа и велам, во нашиот здравствен дом не само што може да се испитаат нели секој месец, не само во ноември ПСА специфичниот простата антиген, туку може и да се направат ехо прегледи на простата, на товар на фондот, со тоа што тие се два основни параметри за понатамошно одење кај соодветниот уролог. Така. Кое што припаѓа на терцијалното здравство, односно не е толку едноставно патот да се дојде до термин таму, затоа нели доаѓање од термин кај соодветниот интернист, каде што во здравствено Железничар имаме 3 извонредни интернистки кои пружаат таква услуга, ќе се направи ехо на простата во нашата прекрасна лабораторија, ќе се земе ПСА-то тумор маркерот и веќе со тие резултати вие знаете каде, што, како, урологот го има нели крајниот збор и ние одиме кон таа превенција и одржување на добробитот на машкото здравје. Така. Околу 500 такви прегледи беа односно анализи беа направени. Лани беа околу 500 анализи наши сограѓани, морам да кажам не само од Скопје, туку и од цела држава, беа од повеќе градови. Ние направивме еден графикон, една студија околу сето тоа, беше доставено до Министерството за здравство, беше објавена на страницата на Здравствено Железничар или на Facebook и официјалната страница, веб пејџот, каде што таму може да погледат нашите сограѓани лани како беше тоа процентуално. Подредени се по старосни групи, по градови и процентуално движењето на ПСА, нели, хормонот таа скала од или до или над. Така. Не случајно го правите сето ова, токму тие проблеми со простатата се карактеристични, па дури и толку чести за одредена популација. Еве малку да влијаеме, над колку години веќе се препорачува да се вклучат и да го направат можеби година? Тоа е малце дискутабилно, како се во нашето општество, не само кај нас, границите се померуваат и одат се подолу. Ја велам секогаш. После 40-та година убаво е секој маж да посети уролог, да направи еден ПСА, нели, хормонски статус, да видиме што се случува. Так. Тоа не боли, не е страшно, тоа морам да кажам дека кај нас во здравствениот дом воведовме метода, уште од лани, каде што се зима од полна капка крв, значи со едно боцкање на прстот, значи не мора венска крв. Не мора венски, значи ние ги имаме резултатите. Што викам јас, едно посета на соодветниот интернист, едно ехо на простата и ти си веќе мирен. Затоа велам, подобро на време да направиме прегледи.
и да превенираме отколку утре да биде сето тоа траурно и траума према самата индивидуа и неговите блиски. Така. Ви се придружија и уролозите, нели? Да. Тоа е добро што сте некако вмрежани, па ете дури слушнавме и од новембар. Да, Gentleman's Crew, значи ланската наша иницијатива беше поддржана и поздравена и од Сдруженијето на специјалисти уролози, кои ги поздравувам, бидејќи они се столбот на чуварите на машкото здравје. Оваа година, освен што и они не се тука ни се и Gentleman's Crew, така да сето ова очекуваме да биде една успешна приказна која ќе трае со години нанапред и која ќе се грижи за добробит на машкото здравје. Не збориме само во однос на проблемот со простатата или ракот на простата, туку и машката депресија, зашто самиот Movember организација или фондација се бори токму со тие две проблематики. Така. Проблемот со простатата и како влие тоа на менталното здравје на нашите сограѓани. Така. Што можеме да најавиме во овој момент, бидејќи тоа е наша примарна цел во рамките на овој разговор, денеска сме 27-ми, значи први ни е тука, неделава. Очекуваме тоа да го имаме во цел месец, да бидат дешавките во цел месец ноември. Планот како би бил се уште го кроиме, бидејќи мора да бидеме расположени, да располагаме со сите ресурси. Ќе го најавиме повторно кај вас во емисија, ќе ми биде драго доколку излезете во пресред, да ја кажеме целата целиот скеџул, целиот распоред, но очекуваме да биде исто како ланскиот од Movember, одредени денови во неделата, да можат нашите сограѓани да дојдат и бесплатно да направат ПСА проверка, со тоа што оваа година очекуваме нешто што би можел да го најавам и дисперзирање во повеќе градови, дури и во одредени места низ нашиот главен град. Но за тоа дополнително ќе видиме додека да го изменаџирате тоа сето, да, добро. Но важно во ноември го имаме тоа, пак ќе речам традиционално здрави живи секој ноември низ годините да се грижиме за машкото здравје. Да, доктор Јанев, навистина сме вака позитивно изненадени и големи оптимисти кога ќе видиме дека една јавна здравствена установа на овој начин се грижи и ги спроведува работите, односно се работи на случајот. Па ајде во тој контекст кажете ни што се е достапно во здравствениот дом Железничар, какви се промени се направени таму, на какви услуги можат да сметаат здравствените осигуреници кои што се лекуваат. Знаете како здравствениот дом Железничар е едно од најстарите здравствени установи во нашата држава. Датира од далечната 1923, значи малтене еден јубилеј од повеќе од 100 години постоење, кој низ годините се трансформира во различни форми, каде што од после 2004 каде што во новите простории во центарот на Скопје, подолу од старите кои што се наоѓаше, функционира како здравствен дом. Тоа значи највисоко ниво во секундарната здравствена заштита во Скопје има два здравствени дома, здравствен дом Скопје и здравствен дом Железничар. Можам да кажам и горцам на тоа дека ги имаме едни од најдобрите специјалисти во сите дејности. Еве ги поздравувам докторите кои се носители на сето тоа, но и да не ги заборавиме сите други вработени и медицинските сестри кои рамо до рамо работат со докторите. Ги имаме сите специјалистички дејности. Значи буквално се она што му е потребно на еден сограѓанин да испита, да провери, го има кај нас. Значи влегување во една институција нема еве ти упат за ваму, еве ти упат за таму, во една институција се вршат сите испитувања. Значи едно влегување во здравствениот дом Железничар, на сите спратови малтене да поминеш, ти го имаш целосното заокружено здравствено испитување. Значи како во приватното здравство? Токму јас тоа велам, приватно здравство на товар на државата. Така. А примате ли нови пациенти таму? Знаете како, кај нас е така организирано да ги имаме сите услуги, значи кај нас е дури и примарците или матичните доктори. Еве ги поздравувам и нив, специјалистите, значи буквално од сите специјалистички дејности, гинекологот која значи кај нас е еден од најискусните, така да буквално се грижам и се грижиме за добробитот на здравјето на нашите граѓани. Јас велам, ако некој плаќа месечно за здравствено осигурување, ајде да му дадеме соодветни услови. Да му дадеме правилна здравствена услуга. Значи да се почувствува како прав граѓанин, да рече има зашто го плаќам тоа. Знаете како велам јас?
низ годините она што е остаено, се трудам да го средам. Ништо не може преку ноќ. Да. Тоа е Ама точно. барем резултатите да се гледаат постепено. Ја викам да мрднеме од една точка до друга. А целта ја гледаме и полека ќе стигнеме и до таму. Здравството се гледа, треба да. и мора да се реформира и да биде како што треба. Тоа е основниот Тоа е столб на едно сон општество. на секој, верувам, кој што минал низ здравствените установи како здравствен осигуреник. Затоа се за поздрав сиве овие чекори кои што се прават, а бидејќи октомври и е месец посветен на женското здравје, ете го спомнавте гинекологот, што се може да се прегледа? Дали и имате и ехо за дојки, бидејќи тоа е проблем во многу ординации јавни? Едно од работите што кога беше во неврзаниот разговор ви ги спомнав, дека ќе се заложам освен новембар или во ноември да го обележиме соодветно и месецот на женското здравје октомври, нели? Так. Здраве живи до година ќе се заложиме да имаме бесплатни тестови и за нашите сограѓанки од женска популација. Да, нашиот гинеколог може кај него да се исвежа сите типови на испитувања што се за од женска гледна точка. Воведовме конечно, значи првпат и ехо испитување на дојки, што знаеме нашите жените во нашето општество чекаат долго за да ги добијат тие термини. Тие веќе ги има во здравственом железничар со изузетен радиолог. Но еве морам да ја поздравам неа, бидејќи она од пред неколку дена се породи, има принова, така да едва чекаме да се врати од породилно и да продолжи да дава својата здравствена услуга на жените од не само од Скопје, туку цела Македонија. Морам да кажам дека сме здравствен дом, овие услуги може да ги користат сите. И ги користат сите. Така. Не радува фактот, не радува и тоа што заеднички практично, бидејќи ние учествуваме на некој начин, ја криваме свесноста за тоа дека да, мажите треба да го направат првиот чекор, можеби овој ноември, а тоа е само со една капка крв да проверат како се движат параметрите на ПСА тестот, кој што директно укажува на некаков си проблем, но не оној од кој што најмногу се плашат мажите. Да, затоа велам. Да направиме, значи, на прилет, само една капка крв е доволна да бидеш по-релаксиран или помирен. Да не мислиш дали има нешто, дали не. Ако веќе е зголемен, а тој параметар на тумор маркерот, да се види од што е, пак ќе речам, не значи дека веднаш е канцер на простата. Може било кое друго бенигно воспаление на простатата, но да провериме и да тргнеме од негде. Така е. Значи да подигнеме таа свест за заштита на машкото здравје, како што ќе речам, како што низ годините е подигана свеста за заштита на женското здравје. Ова е малце повеќе табу тема околу мажите, дури околу моментот дека жените имаат матични гинеколози, како што е гинекологот кај нас, а мажите што? Епа мажите го имаат ова движење Movember, кое ќе ги подсетува да направат испитување со цел да се го проверат своето здравје од таа гледна точка. Ете, за среќа се откриени тие во рамките на ланската акција 27% кај кој што имало отстапување во параметрите и веројатно нели се упатени понатаму господата да го направат тоа ехо како што кажавте и на лекар. Сега искористете оваа можност, ние ќе ви ја најавиме штом ги имате сите детали и ќе ве повикаме масовно да се пријавите и да ги направите овие тестови. Ја ви благодарам, значи, за поддршката од ваша страна, зашто велам, една ластовица не препролета, али цело јато прави. Ако сите сложно, нели, се здружиме, ќе направиме општеството многу поубаво. Така ќе речем, не само од здравствен аспект, туку од аспект на сите други моменти во општеството. Убава мисла, се приклучуваме, затоа не ве оставаме сами во оваа иницијатива и посакуваме да продолжите така и со таа енергија, ентузијазам и менаџирање за да има многу повеќе причини да ве каниме и да им кажуваме убави вести на здравствените осигуреници. Ви благодарам многу.